Колку пациенти во просек имате на интензивна нега во ковид центарот? Нашата интензивна нега брои 6 кревети и во моментот, за жал, сите 6 кревети лежат 6 пациенти кои се ковид позитивни и се со тешка клиничка слика и сите 6 се на респиратор. Многу брзо ги пополнивме, мора да кажам, тие 6 кревети. Имаме можност дополнително за отварање на дополнителни кревети, меѓутоа не се само респираторите, потребна е целокупна една опрема за дополнителни интензивистички места, кои во договор со Министерството за здравство се договоривме доколку е потребно и тие да се отворат. Значи ли тоа дека тие пациенти всушност мора да бидат ставени на респиратори? Затоа што јавноста некогаш навистина треба да се објасни што значи пациенти ставени на кислородна поддршка, а што на респиратори. Во нашата болница покрај интензивната нега постои полуинтензивна нега, каде што има довод на кислород и каде што примаме и пациенти кои има потребна кислородна поддршка, меѓутоа се уште не им е потребен респиратор. Значи има и еден таков дел болницата. Постојат научни студии кои покажуваат дека во 90% пациентите умираат доколку се на респиратори, и од тука прашањето колку тие помагаат и колку се всушност суштински и потребни. Знаете што, луѓето мислат дека респираторите се криви зашто пациентите умираат. Меѓутоа, пациентите се со тешка клиничка слика, па заради тоа им е потребно респиратор, а не дека респираторите се тие кои што ја влошуваат состојбата. Навистина, во тој момент респираторот е неизбежен кога треба пациентот да го поставите. Инаку ќе го изгуби животот. Мислам, ние не ги поставуваме пациентите рано на респиратор, напротив, правиме одредени процедури со кои што се надеваме и некаде се успешни тие, кои процедури се доведуваат до подобрување на клиничката слика и за кои потоа не е потребно пациентот да се постави на респиратор. Меѓутоа, за одредени пациенти тоа не е доволно како терапија. Која е просечната старост на пациентите кои доаѓаат на интензивна нега? За жал, во нашата интензивна нега имаме и помлади пациенти, значи двајца пациенти се, да речеме, не цели 50 години, другите се меѓу 50 и 60 и имаме двајца по возрасти над 70 години. Просечната возраст е некаде, би рекла, околу меѓу 55 и 60 години. Сите пациенти имаат коморбидитети. Значи имаат други заболувања кои исто така допринесуваат за влошување на клиничката слика. Значи ли тоа дека за жал овие пациенти кои починале биле пациенти кои што имале ваква историја на болести, па која што била можеби и причина за да се влоши состојбата? Не може се уште да се докаже кои коморбидитети, и значи не е докажано се уште и во научната јавност кои се тие коморбидитети кои што допринесуваат до влошување на клиничката слика кај пациенти со ковид. Каква е вашата опременост и заштитната опрема што ја имате како доктори и медицински работници? Кога беше кажано дека нашата болница ќе биде болница за лекување на ковид пациенти, како да кажам, сите бевме некако затекнати бидејќи не сме биле досега во таква ситуација, меѓутоа нашата работа е таа, ние брзо прифативме обврската, се организиравме следствено на препораките на Светската здравствена организација за користење на заштитна опрема, прво за обука на персоналот, потоа и за користење на таа заштитна опрема и пристапивме кон лекување на пациентите. Мора да кажам дека на почетокот сите ние бевме до некаде исплашени, меѓутоа сега би ја користила оваа прилика да изразам, навистина ми е чест и задоволство да работам со луѓе со кои што работам, започнувајќи од хигиеничарите до лекарите во нашата болница, кои што во исклучително тешки околности работат. Знаете што, не дека ние се жалиме, значи тоа е нашата работа, ние мора да ја работиме, но сите ние, ако ќе заврши нашата смена, мораме да си одиме дома. И сите ние имаме семејства дома, за кои што ние семејства сме загрижени, исто како и сите останати луѓе во оваа земја. Јас сепак им велам на вработените, во овој момент најтешко, и сите во тоа се сложуваме, верувајте, најтешко име на пациентите. Нас не е тешко, меѓутоа најтешко име на пациентите и на нивните семејства.
Од почетокот кога започна пандемијата, посебно обележувањето на нашата болница како болница за лекување на овие пациенти, значи се направи се што треба за да се заштити здравствениот персонал. Сега за сега имаме сосема доволно заштитна опрема и сите навистина внимаваме да внимателно се заштитиме себе си, зашто повторно ќе повторам, се заштитуваме и себе си и нашите семејства. Сега за сега имаме доволно заштитна опрема. Дали е доволен персоналот на интензивна нега, бидејќи како се зголемува бројот на пациентите, така веројатно и вас ќе ви биде потребен поголем персонал? Кога беше од Министерството за здравство, кога кажа дека тука кај нас ќе се лекуваат овие пациенти, ние се договоривме да од кога ќе се истрпат нашите можности, да ние се договараме со Министерството за здравство да ни помогнат во однос на персоналот. Сега за сега имаме доволно персонал, меѓутоа по протокол луѓето што работеле потребно е да се пратат дома. Значи треба да дојдат други луѓе, сега тоа веќе ни истекува тој период на доволен персонал. Така да сме во контакт со Министерството за здравство и се надеваме дека ќе добиеме засилување.